Покрај во Врховниот суд на земјава дебатата и толкувањето дали можат или не нелегално прислушуваните разговори да се употребуваат во кривичната постапка, односно дали може да се земаат како доказ во судовите, се префрли меѓу експертската јавност. За дел од правниците законите се јасни во однос дека не се дозволува користење на докази кои биле стекнати спротивно на законот. Така во минатото било и во судските пракси во земјава. Имено Основниот суд Скопје 1 во 2015 година ги отфрли снимките од телефонските разговори и транскриптите, приложени како доказ за прислушување, бидејќи биле прибавени на незаконит начин. Меѓутоа, каков е точно законот кој го регулира ова прашање? Во член 12 стои: Забрането да се изнудува од обвинетиот или друго лице кој учествува во постапката признание или некаква друга изјава. Доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, законот и меѓународните договори, како и доказите произлезени од нив, не може да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука. Во член 93 пак се наведува: Кога во овој закон е определено дека врз некој доказ не може да се заснова судска одлука, судијата на претходна постапка, по службена должност или по предлог на странките, ќе донесе решение за издвојување на тој доказ од списите, најдоцна до завршувањето на истражната постапка. По подигањето на обвинителниот акт, решение за издвојување доказ донесува Советот за оценка на обвинителниот акт. Против ова решение е дозволена посебна жалба по која одлучува повисок суд. По правосилноста на решението, издвоените докази се чуваат кај судијата на претходна постапка, одвоено од другите списи, и не можат да се разгледуваат ниту можат да се користат во постапката. Издвоените записници се затвораат во посебна обвивка и се чуваат кај судијата на претходна постапка. Инаку со анализа на правото на други земји членки на Европската унија, се доаѓа до заклучок дека законските решенија во Белгија, Кипар, Шпанија, Грција, Ирска, Луксембург, Холандија, Португалија, Малта се речиси идентични со нашите закони, односно доказите прибавени на противправен начин не се дозволени во рамките на судската пракса. И Европскиот суд за човекови права е на иста линија, односно дека користењето на незаконски прибавените докази, особено доказите прибавени со повреда на членот 8 од Конвенцијата која го гарантира правото на почитување на приватниот живот, не може да се користат во било каква кривична постапка.